од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска. Втор ден на председателот Барак Обама во Калифорнија. А што прави тамо? Се обидува да го продаде својот план за спасување на економијата. И како му оди? Веднаш на почетокот на Newsflash, на гласот на Америка на македонски. Денес Обама ќе одговара на прашања на вработените во фабрика за алтернативни возила во Лос Анџелес, а ќе гостува и во популарното шоу вечерва со Джей Лено на ТВ мрежата NBC. Обама и вчера разговараше директно со граѓаните. Околу 1300 симпатизери на местото Коста Меса во Калифорнија, што е тешко погодено од се поголемата рецесија. Председателот кажа дека на функцијата наследил хаос во финансискиот сектор, но дека ја презема одговорноста за средување на ситуацијата. Тој ја уважи огорченоста во јавноста поради контроверзната одлука на осигурителниот гигант American International Group да додели бонуси на своите раководни лица од владина помош што компанијата ја прими за да избегне колапс. А кога сме кај бонусите, законодавците во представничкиот дом денеска се очекува да гласаат по легислативата со која би се вовеле 90% даноци на бонусите исплатени на извршните директори на компаниите кои добија федерална помош. Сенатот разгледува усвојување на слична мерка со која врз таквите бонуси би се вовеле 70% даноци, што подеднакво би се поделиле меѓу компанијата и добитникот на бонусот. Американската армија ќе укине праксата на принудно продолжување на војниот рок на војниците и по официјалниот датум на прекин на службата. Политика што е критикувана заради создавање големи проблеми во нивните семејства. Политиката во моментов се однесува на околу 13.000 војници. Оваа пракса беше користена за одржување на бројот на воени единици додека САД се борат во Ирак и во Авганистан. И за крај, Наташа Ричардсон, добитничка на наградата Тони, член на британското реномирано театарско семејство Редгрейв, починала на 45 годишна возраст по несреќа при скијање, по навидум лесен пат за време на час по скијање за почетници во одмаралиште во Канада. Таа во вторникот била префрлена во болница во Њу Јорк, придружувана од нејзиниот сопруг, познатиот актер со ирско потекло Лиам Нисон. Како ќерка на покојниот режисер Тони Ричардсон и легендарната британска актерка Ванеса Редгрейв, кариерата на Наташа Ричардсон вклучува главна улога во филмот од 1988 Пети Хрст и 10 години подоцна главна улога во театарската представа Кабаре. Македонецот 6-то оделение од Вашингтон победи на училишен надпревар од областа на науката со изум за штедење енергија со поставување соларни плочи на семафорите во главниот град на САД. Со младиот Митровски разговараше Јане Бојаджиевски. Велјан со жар во очите раскажува дека бил инспириран од главната тема на проектот, како да се заштеди енергија, особено во доба на голема економска криза. Во овој проект споредував два генератори, соларен панел и рачен генератор. Прво ги споредував соларниот панел, прво ставив крпа на него и почекав за сијаличките да се згасат. И после чекав неколку минути за да се запалат они пак за 1 минута и после ќе свртев пак крпата и ќе почекав пак да се згасат. За рачниот генератор поставив 5 светилки, сите се вкупно 600 волти и колку би требало рачката пати да се сврти за да се запалат сите сијалички. За сите семафори во Вашингтон, 12 годишниот Митровски пресметал дека ако се инсталираат неговите соларни плочи, би се заштедиле точно 251 милиарда, 942 милиони киловат часови за една година. Се ќе земе енергија од сонцето, што се вика solar cells или соларни клетки, и кога ќе ги собере, ќе префрлува во енергија и става во батеријата внатре во соларниот панел и кога ќе ги конектираш тука две жички назад на ова, ќе се запали. Велјан однесе награда на сајмот за математика, наука и технологија кој на ниво на основни училишта секоја година се одржува во главниот град на САД. Велјан, чии родители се на привремен престој во Вашингтон, планира да им го презентира проектот на своите другари, 6 оделенци од основното училиште Мито Хаджидимо во Скопје. Се надева дека татко му ќе го одржи ветувањето и ќе му купи лаптоп за освоеното прво место.
кога не размислува како да го направи светот подобар. Ова момче е како сите други на таа возраст. Не пропушта ниту еден надпревар на омилениот фудбалски тим Вашингтон Редскинс. Сонува и да појде на надпревар на кошаркарскиот тим Вашингтон Визардс во NBA. За оние кои сакаат кошарката, наредните 3 недели се вистинско уживање. 62 училишта, универзитети и коледжи се надпреваруваат за шампионска титула. Милиони ги следат игрите, а многумина се кладат на своите прогнози за победникот. Во приложение повеќе за така нареченото мартовско лудило. Се вика мартовско лудило. Врвот на универзитетската кошаркарска сезона е во 3 наредни недели, кога училиштата се борат да станат национални шампиони. Ова во САД стана најпопуларниот спортски настан. Играат најдобрите училишни екипи во така наречената дивизија 1 во Националната асоциација за универзитетска кошарка. Ако изгубат, за нив сезоната е завршена. Низ цела Америка, во канцелари и дома, илјадници чекаат на исходот на секоја игра. Фанатици и обични гледачи пополнуваат графи во специјални формулари пред почетокот на игрите. Играта е предвидување за тоа кој од тимовите ќе оди понатаму во следните кругови, познати како сладки 16, елитни 8 и финални 4, пошто доаѓа шампионот. Какви се шансите да се избере точно меѓу 64 игри? Веб страница посветена на спортско кладење вели 1 на 9,2 квинтилиони. Тоа е цифрата 9 по која следат 18 нули. Парите што гледачите ги вложуваат се проценуваат на милиарди долари, ставајќи го мартовското лудило веднаш по Супербол. Denham Brown, 3 to go. Denham Brown for 3. No good. By George, the dream is alive. Убавината на шампионатот е што тимови на кои никој не смета често ги победуваат национално познатите. Дури председателот Обама си избра победник. Is there a drum roll around here? Одам со Тар Хилс. Вие од Тар Хилс што гледате, ве избрав минатата година и ме разочаравте. Немојте да ме избрукате сега пред цела нација. Теоретски, секој од 64 тимови може да победи во 6 игри и да освои титулата. За фанатиците тоа е лудилото во мартовското лудило. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска.